Здраво, добродојавте уште една епизода на подкастот Генерација ММ. Денес на моје задоволство со нас е Никита, психолог и психотерапевт, и навистина ми е мило што имаме можност да зборуваме за една тема која што е доста важна за младите, а тоа е како да препознаваме една токсична врска и релација, како да справиме со истата и како да поставиме крај или пак да видиме како може да се трансформира. Ти благодарам, Никита, што прифати поканата, би ти дал некој можност да се представиш која си, што си, што работиш и зошто ти си таа што денес зборува на оваа тема. Фала ти, Филип. Пред се сакам да се заблагодарам за поканата. Ние како сега стажувалка доста соработуваме со вас и секако многу се значени овие младински организации, за да можеме ние некако да се доближиме до младите, да збориме за теми кои што се актуелни и многу важни при тоа за нас. Јас работам како терапевт, доста работам со млада популација и ето баш точно оваа тема е една од темата што доста ни се привлекува низ сесиите со моите клиенти. Меѓутоа секако денеска не сме тука да збориме за клиентите мои сесиите, меѓутоа да збориме да поставиме една рамка што е токсична врска и како од истата можеме да препознаеме и нели доколку има потреба да излеземе или на кој начин со истата да ја подобриме. Супер. Да почнеме на позитивна страна во целиот концепт, дали може прво да видиме како би ја дефинирале здравата врска, што е тоа што треба да го почитуваме, да го негуваме во една здрава врска, да после затоа дали може би таа што имаме не е баш толку здрава. Да, секако. Пред да дефинираме, тоест пред да збориме за здрава врска или токсична врска, јас би сакала малку се навратам чекор назад и патам да испратам една порака до сите млади, мислам и возрастни дури луѓе, кои што многу често забораваме во релациите. Тоа е што е врска. Врска или релација, уствари, не сум јас, не е човекот кој е спротив мене, туку е динамиката, тоа што се случува меѓу нас двајца. Значи, врската дури јас би ја дефинирам како посебен ентитет. Значи, ние двете индивидуи што креираме или три, зависи или каква врска станува збор. Имаме релации кои што се семени релации, врски кои што се пријателски, врски кои што се партнерски, романтични врски кои што ги категоризираме. Сега, вака поставено, ако збориме за динамиката, збориме за тоа што ние го креираме, како би требало да изгледа една здрава врска, поточно јас бидела со тоа како да ја препознам и како се чувствувам во истата врска. Имаме врски каде што партнерот или ние заедно се поддржуваме, се почитуваме, сакаме да гледаме како успеваме, ја вадиме од нас, тоест гледаме да излезе најдобрата страна од нас како личности, се подобриме во истата релација и исто така сакаме да ги поддржиме нашите партнери или човекот кој што е спроти во другата релација да може да расте, да се развива и да ткаеме или гаиме една средина каде што се чувствуваме удобно и поддржани најдобрите верзии од нас. Сега, како би изгледала таква една средина, пошто вака све супер звучи или идеолошки поставено што значи, меѓутоа тоа се оние мали моменти каде што партнерот нас не верува, или родителите не веруваат, не туркаат, не викаат дека можеме сами, можеш ти, например, Никита, браво, можеш ти сама, продолжи, дали ти треба некој тип на поддршка со многу љубов, со многу разбирање, движиме низ проблемите кои што се среќаваме, затоа што без разлика колку нели да имаме една стабилна релација, проблеми потекнуваат, сепак таа ја гледа две индивидуи кои што се сосема различни, со своји позадини, со свој бекграунд, доаѓаме со различни искуства низ животов, па така да на проблемите заедно им пристапуваме, ги валидираме емоциите кои што се појавуваат, дали партнерот ќе биде љут, дали ќе биде растажен во моментот или изфрустриран, истото тоа го валидираме и гледаме како може што се случило, нели за во иднина да одбегнеме ситуации каде што личноста што ја сакаме повредена пред нас. Јасно. Не знам така, тука би завршила ова излагање. Да, убаво што одиме на позитивно, но верувам дека во релациите секогаш има up and down, горе и долу. Не е секогаш се во горната или позитивна линија, но тоа не значи дека нели таа врска или релација не е здрава. Туку е важно што се случува после тоа. Во контекст на ова, како би знаеле дека можеби има проблеми, можеби има горе и долу, но како знаеме дека нешто навистина не е во ред со релацијата, врската. Да, и ќе збориме и понатаму во подкастот и за не збориме само за партнерски или романтични врски, туку збориме нели за семејни и за пријателски врски, зашто никогаш ги забораваме токсичноста што може да се појави во семејството или кај пријателите, најчесто секогаш одиме во партнерските врски. Но еве генерално како да видиме дека една релација или врска не е баш толку здрава колку што очекуваме. Океј, вака. Сега, ја би се држала со партнерските релации,
За да можеме да дадеме една рамка, затоа што начинот на кој што ја препознаваме токсичноста во различни релации различно се манифестира, например. Па така да би се задржала со токсичните, меѓутоа со партнерските, меѓутоа ќе ги пофатиме сите. Затоа што, например, кога збориме релација партнерска, неминовно се релациите во позадина, а примарната релација не е семејството, родителите. Па така да тие две не можеме толку многу да ги одвоиме. Мислам да збориме за едната без да збориме за другата и секако пријателите кои што не се во секој ден во нашиот живот, во кругот во кој што ние функционираме. Како да препознаваме една токсична релација? Ова не е така лесно како што звучи. Значи ние на интернет сите можеме да отвориме, да ги прочитаме знаците, да речеме аха, ова е тоа. Меѓутоа што се случува во реалноста? Како започнуваат релациите? Значи запознаваме некој и имаме на ерос фаза или фазата на заљубеност, каде што личноста е совршена, пепелјатки во стомакот. Имаме едва чекаме да го видиме саканиот или саканата, сакаме да поминуваме време, они ни импресионираат со нивното постоење. И додека сме во оваа фаза, реално ние не можеме многу да сме објективни, затоа што и не можеме да расудуваме толку здраво и трезвено, затоа што сме заљубени од партнерот, значи сме вџашени, иначе не би се случувале овие релации поврзување. И сега, кога пополека искачаме на таа фаза на заљубеност, е многу трики, јас би рекла на некој начин, затоа што токсичните релации што ни прават? Не ни дозволуваат да излеземе од оваа фаза, затоа што никој пат не доаѓа тој мирен период да надминеме заљубеноста и да влеземе во љубов, која што е состојба, која што ја креираме заедно. Тоа што го спомнав претходно, што е врска. Во таа токсична релација, уствари, јас што би рекла како number one да бидеме внимателни, дали пеперутките што ги чувствуваме во нас се пеперутки кои што имаат хармонија и возбуда во нив, или се хаотични пеперутки кои што не потресуваат на некој начин. И тука да правиме разликата, затоа што во токсичната релација пеперутките не заминуваат. Го немаме оној стабилен момент каде што јас се чувствувам безбедно со партнерот. И јас знам дека и да не ти се јавам, и да не се видиме, партнерот е тука за мене. Во нестабилните релации имам потреба од него и ние тука тоа го буниме со љубов, со заљубеност. Леле, мора да го видам, мора да сме заедно, каде, што прави. Тоа е уствари и на знак на моментот на немам доверба, не ми е безбеден. И ако не ми е дофатен, ако не знам каде, што прави, ја не се чувствувам безбедно во тој момент. И тука веќе се првите знаци на дека станува збор за некоја поврзување кое што е на некој начин токсично за нас. Апсолутно дека ова не значи дека мораме да прекинеме релацијата, доколку го освестиме можеме да работиме, меѓутоа бара доста многу работа. Затоа што ние се поврзуваме на различни начини со луѓето. Сите си имаме свој атачмент стил кој што сме го изградиле базирајќи на родителите, каков атачмент сме имале со нив. Па така да доколку јас како личност имам атачмент кој што е анксиозен, а партнерот има избегнувачки, тоа ќе биде многу токсична релација. Затоа што мојата анксиозност бара јас да бидам до тебе цело време, дури физички. Затоа ако партнерот тука и сакам физички да го држам цело време. Таа потреба тука да ми е да те допрам, да знам дека си тука. Затоа што атачмент стилот кој што е анксиозен, што кажу, ако не те гледам, те немам. Тоа е таа детска логика која што кога има поврзување помеѓу мајката и бебето не ја стекнала таа сигурност дека мајката кога ќе напушти собата јас сум безбедна и мама ќе се врати. И сега ние како возрастни во релациите кои што ги имаме, на партнерот никој пат не ми е извор на безбедност. Секој пат се сомневам дека ако не е тука, не знам кај што прави, нема да се врати. Од другата страна, ако тој партнер кој што го сме го избрале, а иначе се така се кликаме, е партнер кој што има избегнувачки стил, сака да е индепендентен, да е свој, да не биде толку пригушен во врската, нас ќе ни раѓа уште поголемо чувство на безбедност. И тука не збориме за личност, дали личноста е токсична или јас сум окей, он не е окей. Релацијата, ние двајцата со тоа што носиме во истата, може да биде токсична за нас. Да успееме тоа да го препознаеме, можеме да работиме секако. Затоа што прво, јас како личност со несигурен атачмент стил, ќе ми прави проблеми во сите релации, па на тој малце да поработам, да видам што се случува со мене, па понатаму да видиме партнерот дали може и сака да работи на тоа, да можеме и ние да изградиме здрава релација. Доколку немаме волја од двете страни за промена на индивидуално ниво, не можеме да очекуваме промена во релација. А колку е возможна промената во нашиот атачмент стил? Со работа и психотерапија, возможно. Супер. Знаеш како, сега да не бидам јас стриктно или сите ајде на терапија да одиме, сам апсолутно сум адвокат за тоа. Меѓутоа,
со самата свесност дека јас сум личност која што не сигурно се поврзува, ако тоа го освестам, дури тоа може да ми носи по пат на вежбање, да ми носи промени во однесувањето. Значи ние не можеме целосно да се смениме од корен, меѓутоа однесување кои што сме ги научиле како мали, можеме како нови да им дадеме ново значење и наново да ги учиме и да веруваме на исходите. Затоа што нели вообичаено одиме со очекувањето. Ако не ми се јави, го нема, сигурно ќе му остави, нема сака повеќе. Тоа значи дека не ми пишал порака за лека ноќ. Нема мисли пред спиње, тоа значи нема сака. Тоа е моето искуство. Но не е другото. Ако гледам овие пораки, дека иако личноста се уште со мене поминати се година, две, не пишува лека ноќ порака, меѓутоа е тука, се слушаме, ме поддржува, учам дека не значи дека мора да се пише, да се чуеме, да значи дека некој ме сака и е присутен за мене. Можам јас да те побарам кога ти ми требаш. Вежбаме нови очекувања, ги гледаме исходите и веруваме на истите. Не се липиме само за тоа што ми е минато и што се случувало порано, туку гледам да учам низ новите искуства сега, како возрастен човек, што е здраво за мене и што ми одговара. Ви спомна очекувањата и искуствата. Како влие со тоа сето на што го имаме и влегуваме со него во една релација? Нашите очекувања од партнерот или пак нашите претходни искуства кои што може и се позитивни или пак не толку позитивни? Како тоа влија врз градење на една нова релација? Очекувањата, знаеш како? Очекувањата вообичаено како ги гледам јас? Нешто што предпоставувам дека ќе се случи, базирано на моето минато искуство. Сега на партнерот ние можеме да сетираме ново очекување. Да го обоиме, дали реално сметаме дека партнерот може да ги исполни. Врската што од почетокот ти даваме рецепт за феилир или за неуспех. Затоа што јас ако влезам со многу очекувања, ги сетирам, еве да ги кажам искрено. Имам отворена комуникација со партнерот и јас кажам, слушни, јас од тебе очекувам ово и ово. Од другата страна ќе го плаши, што ќе се случи. Затоа што дали на партнерот му е работа, мене да ги исполнувам моите очекувања. Затоа што ова е нешто што градиме заедно. Ова не го креирам сама за себе, тогаш не буде релација. Ние имаме релација и сами со себе што се ја креираме, тука окей. Меѓутоа на партнерот ние да сетираме очекувања каков ти треба да бидеш, само му даваме порака моментално ти не си доволен за мене. Не го прифаќам така, што? А по однос на искуството од претходно, би кажал се, може би лошо звучи, ама неизлечените травми од претходни релации и врски, ако ги внесеме во новото, колку тоа може да значи... Извинеш да при апсолутно не внесувам, мислам нема особа што влага во релација, што не го носи целата позадина со нив, знаеш, на бегече што го вика, го носи. Факт е дека го имаме како искуство, но како ќе го манифестираме во релацијата ми е повеќе прашањето. Зошто ако не го имаме како искуство, ако не сме работеле, значи не ни е надминато, прифатено како дел од нас и сега да можам да го научам како лекција за понатаму за бидната релација. Што ако уште го влечам буквално со мене како нешто што познатаму ми има негативен ефект врз новата врска? Како негативен исход креира на врската. Да. Се базира, не знам, претходно сум бил изневерен лично на недоверба во оваа врска, дури повеќе од тоа што треба. Не знам, претходно такво искуство сега го барам тоа тука како нешто што не ми го дава партнерот, што треба да го имам и така натаму. Во тој контекст, како тие искуства знаат да бидат рецептот пак повторно за неуспех? Мислам зашто само објаснувачко е. Апсолутно се рецептот за неуспех, затоа што може би ќе имаме, ќе ни се погоди тоа на 1 во милион да имаме партнер кој што ќе биде премногу разбирлив. Значи ќе разбира и ќе го поддржи тој мој процес на недоверба и ќе ми го храни, меѓутоа дали е тоа здраво за мене, дали јас така ќе пораснам. Ако јас на партнерот му речам, ја во минатите врски многу ме вара, затоа се јас сум ваква. Што правам со тој момент? Се оправдувам себе си и моето однесување и ти ја ставам тебе одговорност и ти викам, ти грижи се за мојот бебич. Ова е мое, нешто што јас сум го искусила во животов, не знам да се справам и сега те молам поели, еве ти го пакетчево, ти грижи се за него, не е мое. И обично тоа го носиме и со родителите, знаме го нанесиме на партнерот, да речеме, јас имав мајка што мене никој пат не ме слушаше и не ми ги валидираше емоциите. Затоа сега ти те молам биди внимателен што правиш. Тоа да го кажам со цел да ми помогнеш во процесот додека јас растам, меѓутоа тоа значи јас да работам много.
Не само да на луѓето доколу да им кажам кои се моите тригери, што може ми да ме вознемири или повреди, со цел да јас не работам на тој бегич што ми се случил претходно. Затоа што одговорноста ставам на другиот, а не само на себе. Мислам дека кога одговорноста ставаме на другиот, тогаш мислам дека не се намалува чувството на одговорност, дека промените мора да се случуваат на лично ниво, зашто така некако секогаш очекувам дека некој друг ќе се јави во нашиот живот, што понатаму ќе преземе да ги негува тие наши потреби што сами не се ги задоволуваме или не работиме на нив. Дали е тоа врска на партнерот? Да го преземе багажот или нели товарот што го носиш? Еви и на почетокот да е до кога би требало стави граница дека е до тука доволно. Океј, ај вака ќе поставам ситуација. Кој што рече, до кај треба да се стави доволно? Ако му го дадам ја мојот багаж на партнерот, што правим ако партнерот замине? Ако на некому дадам целата моја емоционална нестабилност, му речем, повелите молам грижи се за мене. И сега имам од другата страна партнер што навистина ќе се грижи. Меѓутоа што ќе се случи ако замине? Се разбира дека не е врска. Можам на одредено време да дадам, да речам, те молам во овој момент, погрижи се ти за овој мој дел. Затоа што јас сега моментално не можам. Меѓутоа да се ја земам назад, затоа што е моја. Ако цело време му ги давам на партнерот до кога ќе ги носи, и дали имаме партнер од другата страна, или имаме неговач, ни се шифта тогаш динамиката на релацијата. Дали е партнерска релација или е негувачка, поточно родител-дете. Затоа што кој е примерниот давач на грижа? Родител. И веќе кога ќе ги шифнеме вака улогите, веќе влагаме улога на родител-дете. И од тука немаме партнерска релација. Имаме многу codependent relationship. Зависност. Да. Ова е интересно што го спомнам, зашто е уште еден психолошки концепт кој што нели обработува и во состојби на дете, возрастен и родител, и зависи како се поставуваме, зашто се наши состојби кои што нели постојат во секој, и зависи во која улога се ставаме во партнерската релација, дали јас ќе бидам родителот спрема детето или ќе бидеме тројдец, и така натаму навистина зависи тоа каква ќе биде релацијата и каква ќе биде нели на крај исходот и успешноста. Океј, но ако не се замине партнерот, тука е, ете, се нападува да го носи товарот, дали тоа е здраво? Ако гледаме дека другата страна може би одговара таа комфорт зона на јас сум тој повредената, си имам ја мои искуства кои сега ги давам тука, некој друг да ги преземе да ги носи, тој партнерката одговара на тоа позитивно, тука сум за тебе што и да требам, дали тоа може да биде на штета на партнерот кој што го презема товарот? Знаеш како не би рекла јас нели здраво или штетно, меѓутоа е дисфункционално. Не е одржувачко. Значи партнерот може да земи да носи се, меѓутоа не е одржувачко, тоа не може да трае цел живот. Тоа не може да трае 2-3 години да носи и носи. Затоа што ние сме луѓе. Се што носиме на нас стижнува, затоа и го споделуваме некој пат. Така да, затоа кажав, волете да го дадеме, меѓутоа партнерот кој што цело време го носи товарот, дали ќе може да остане во таква релација долг период? Тогаш се шифта релацијата за него биде токсична. Да. Да јас цело време сум тука да давам, да се грижам, а од другата страна дали добивам? Каде е емпатијата? Јас, окей, може да сум повредена, меѓутоа каде е мојата емпатија да јас се што носам тебе ти го дадам? Каде е љубовта и грижата која што се базира една здрава релација, една релација која што за двајцата ни дава бенефит и награди? Дали би спомнали нешто тука за мајсетот на жртва? Зашто знае тој некојаш да се појави како таков. И од една страна или ако го негуваш тој мајсет, односно ментален склоп на жртва, секогаш ќе бараш виновникот или противникот во партнерот, како тоа може да има влијание врз една врска. Да, знаеш како ќе опорзам со тоа што го зборевме до сега. Тоа се улоги кои што ние се изазимаме. Мајндсет окей, меѓутоа под некако ми лежи улога моментот. Значи, влагам во улогата на жртва. И јас играм таа улога на жртва и барам партнери каде што ќе ми се вклопуваат во мојот филм.
И јас како жртва, уствари таа состојба, јас сум жртвата, цело време ми не се случувале нови работи, ти грижи се за мене. И го имаме исто што го зборев до сега, само од аспект на тука сум кревка. Да. И сега ако јас сум жртвата, тогаш кој си ти? Кој улога ти ја давам на тебе? Во одреден период ќе бидеш тој што ми е заштитник, меѓутоа кога ќе стежне мојот товар, после тоа влагаш во улогата на штетник. Да. Затоа што ја не искачам од улогата на жртва, не работам на себе и луѓето само кој ќе стане штетникот, ја напуштам релацијата затоа што више функцијата не ја врши. Ќе влезам у ново. Се дека не го прекинеме никогаш кругот. Секогаш, нели, и по филмови и по се, го гледаме концептот на црвени знаменца, red flags во релации. Како би ги дефинирала и дали може да издвоиме некои црвени знаменца кои што се стварно алармантни, а некои што видиме како можете и да бидат субтилни, базирани нели на известен тип на личност. Океј, црвени знаменца во релација. Црвени знаменца се манипулациите. Значи имаме партнер кој што не манипулира. Црвени знаменца и што ја би рекла да бидеме внимателни сите на почетокот, се она сега доста тренди love bombing фазата. Значи кога имаме што таа поготово за луѓе кои што се сметаат себе си нарцисот им е малце појака страна или поизразена црта, многу тешко ги соведуваат овие love bombing фази, затоа што мене ми е сосема разбирливо некој се заљуби од две гледања волку многу мене. Меѓутоа, дали реално можеме некој да стане толку обседнат со мене, да сака се слушаме, да се гледаме, се пишуваме после 2-3 гледања, кога ние не се ни познаваме. Но што тоа личноста си има толку многу заљубено од 2 сати кафе? Што можеме да видиме ние од тие 2 сати? Тогаш кога ќе видиме дека после 2-3 гледања имаме толку голем наплив на љубов, на како волшебност, магија, тоа све е така бајковито. Да. Дури е бомбастично, не полни се енергија, не дрма, после 3 гледања. Тука веќе ова е едно red flag, знаменце. И ние многу лесно можеме да се лизнеме затоа што нас не приубаво, а они обливаат со комплименти, па и подароци може да ни се купуваат. Ние сме кринати на педестал, у облаци. Меѓутоа, дали е реална состојба на заљубеност, симпатија? Тука јас би водела сметка уште од самиот старт. Понатаму манипулациите што се случуваат. Манипулацијата може да биде многу видлива, но најчесто се суптилни. Како суптилна манипулација можам да добијам момент, например, за кого се облакаш ти вака. Дали во школа или на факултет сакаш си да те видат дека си преубав или преубав, за кого си се дотерал, зашто си вака облечена. И тога веќе почнуваме со напади, манипулации, многу суптилни. Звучат, например, многу сладко. Како забраните што знаат да ги стават од почетокот. Не може да се гледаш со други дечки, мина многу ми смета. Тоа ќе биде многу сладко, кажано со бакнеш разменат, со допир, тоа е така волшебно. И ние ќе се насмееме, нема да ги забележиме. Меѓутоа со тек на време во токсичните релации, поготово ако станува збор за релација каде што имаме нарцис од другата страна, тие се доста самосвесни, пробуваат да ни изолираат од пријателите. Почнува со многу сладки зборови како леле цело време сакам да го поминувам со тебе. Само јас и ти. Ајде да се поседиме сами, ајде со тебе, не сакам други да бидат, само со тебе сакам да сум. Почнува на тој начин суптилно, а понатаму оди во дури веќе јас не забрав. Нема што да искачеш ти со другарките. Нема зашто да се слушаш толку многу со нив по телефон. Што толку вие имате да зборите. И пополека ја двоиме саканата личност на некој начин од средината. Затоа што во токсичните релации се плашам дека може да видат. Затоа што пријателите се тие кои што се пообјективни и гледаат дека не одговара. И за пријателите ако видат релацијава, може да действуваат нистата, кој имаме здрава пријателска врска. Да, се системна поддршка што е тука за нас и нели кога некојаш не ја гледаме реалната слика. Да. Ми го издвои личноста од системите на поддршка и после тоа единствениот систем на поддршка
какви да останува партнерот. И така, тука ги држиме во токсичната врска да не можеме да излеземе. Така ги држиме, се држат. Да. Други црвени саменца? Освен почетокот тоа што може да биде лопомек или нели бомбардирање со љубов, како со изјави, со подароци и слично. Да, манипулацијата, како што кажав понатаму, љубомора голема, меѓутоа не само љубомора према други партнери, љубомора према успехот. Не сакам да гледам како успеваш, затоа што така си добар, си подобар за мене. Подобра од што јас можам да бидам. Така да не потикнуваме на раст и развој, таа партнерска релација не се потикнува на раст и развој, туку се држи. Или ги намалување на самодовербата се случува тука. Како една од знаменцата, една грешка ја генерализира. Пример. Дури миниатурни примери може би. Еднаш кога сум се капнала, 2-3 гледања, после тоа ти секогаш те капеш, ќе го каже како на сладко. Ти од кикирика можеш да се излекаш. Ќе го каже прилично сладко. Меѓутоа тоа се суптилни пораки на ева кај грешиш во што не те бива. Тие се прилично сладки. Добро се да не забегуваме дека може да има стварно такви шали. Меѓутоа зборам дека ако се континуирани спуштањата надоле на самодовербата намалуваме, ја намалува партнерот, не се чувствувам дека сум доволно добар. Се праќаат пораки на ти никогаш нема најдеш подобро од мене. Тоа не кажува дека јас сум добар, туку ти дека не можеш подобро. Звучи на моментот јас сум најдобар партнер, меѓутоа су пораката која што оди ти не можеш подобро од ова што го нудам јас. И тука е намалување на самодовербата. Така ја намалуваме со тоа што може би да од обично работа зашто вака си се облекла, овие бои не изгледаат убаво. Ова е многу промискуитетно, како си се облекла, не се шминка и така, не се шминкаш убаво. Носи ја косата собрано поубаво ти стои или носи ја косата испеглано поубаво се испегла. И различни такви коментари мали почнува, за нели да видиме како прима партнерот такви коментари и пополека одат погоре и фактички намалуваме самодоверба, зашто со намалена самодоверба може поише си го држаме токсичната релација. Понатаму, кој друго може да биде црвено знаменце? Црвени знаменца исто се да го кажав на релации, кога ги тргаме од пријателите, таа љубомора. Љубоморот и посесивноста? Границата? Или здрава љубомора, зашто нели некојаш велат дека треба да има барем мала доза на љубомора за да покажеш дека се грижиш за партнерот или партнерката? А сега, од љубомора до посесивност? Не знам дали се сложувам дека треба да има љубомора за да докажам дека се грижам за партнерот, да. Тоа е еден наш балкански мајндсет, јас би го рекла, да. Балкански мајндсет е наш, кој што он треба да тепа за мене, он треба да крши за мене, бе човече, ако ме сака. Тоа е такви си песните, ние сме израснати со музика, која што значи треба да убива за мене, да тепа. Љубовта треба мене да ме боли, да кршам чаши по кафани, очо мене ме боли. Реалната слика, тоа е токсичност. Дали пееме песни за стабилни релации или пееме песни за болки? Мислам, тоа е и луѓето што сакаат, затоа што во стабилна релација дали имам јас потреба да имам кафана се да чукувам. Меѓутоа тоа нас не го сервирало општеството дека така се преболува. На тој начин. Па музиката, уметноста, све е базирана околу токсични релации, зборам за Балканот, не за ренесансата да се разбереме. Меѓутоа, затоа што избегав од темата, љубомора беше темата. Не е проблем. Љубомората не е здрава компонента на една релација која што е базирана на љубов, почит и разбирање. Затоа што љубомората е компонента на недоверба. Недоверба која што се базира првично во себе, а понатаму ја проектираме на партнерот. Прво не верувам во себе дека сум доволно добра за да бидам во партнерска релација, и понатаму проектирам дека партнерот ќе направи нешто. Ако дојде личност која што изгледа поубаво од мене, партнерот ќе направи нешто со таа личност. Ако дојде личност која што е позабавна од мене, партнерот ќе направи нешто со таа личност. И така натаму, и така натаму, и така натаму. И сега тоа оди во посесивност, која е многу изразено, каде што мене ми е страв да партнерот има забави со пријателите дури. Не сакам да биде среќен
кога јас не сум присутна. Затоа што која порака е таа? Ако он е среќен и ја да не сум присутна, ќе му остави. Тоа е стравот. И затоа влагам у таа позесивност да ние го гушиме партнерот. И ова се поврзува со анксиозниот стил на атачмент. Посесивноста е најчесто кај анксиозниот стил на атачмент. Интересно, спомнува дека најчесто со анксиозен заедно некако си кликнуваат со избегнувачкиот стил, а најчесто избегнувачкиот е тој што пропагира повеќе самостојност, повеќе црстина, стабилност, а од друга страна анксиозност е тој што посесивност, контрола, недовербестично. Како може ова да влие во конфликтот меѓу овие два типа? Зошто од друга страна можеби самостојниот, односно избегнувачкиот може ќе дозволи до определен временски период да се случува хиперконтролата, да му се оспорува самостојноста, стабилноста, но каде и како ќе изгледа тој конфликт меѓу овие две личности, два стила? Вообичаено со овие два стила, од едната страна имаме личност која што континуирано се чувствува несакано, а од другата страна имаме личност која што се чувствува угушено и ако тој стил што ретко дозволува, меѓутоа ако дозволи избегнувачкиот стил у момент да се комфортира и да поддржува анксиозноста на партнерот, ќе се чувствува дека јас цело време правам, јас цело време давам, затоа што он искача од своите патерни и норми кои што се за него природно однесувања и адаптира и превзема однесување да поддржа анксиозноста од дека. И чувството кое што го имам како партнер јас, дека јас све правам за оваа врска. Јас премногу давам, премногу бараш од мене и во еден момент се чувствува угушен. Да. И тука може многу лесно да отиде во прељуба. Затоа што веќе кога станува премногу угушено, дека јас све давам, све правам, се трудам, многу лесно барам излез надвор. Ако не сакам да оставам релацијата, бараме во прељуба, кај што ќе биде нешто забавно, ќе биде флинк, ќе се чувствувам дека некој ме посакува за таков каков што сум. Затоа што не знаат, тука е многу тоа. Да, хиперконтролата или ограничување слобода никогаш ќе те потикнеш толку да си ја бараш на друго место слободата. Во контекст на, знаеме какви се релациите, знаеме кои се црвените знаменца, што би можеле да направиме? Како да се освестиме дека може би сме во таква релација? Првиот чекор би бил тој, а после тоа што да направиме? Прв чекор би бил, како што реков, уствари не го кажав ова, со пеперутките кои го спомнав моментот. Дали пеперутките ми се во хармонија, ме редуваат, или пеперутките се анксиозни, поточно во бура, некои се спремаат за борба. Кои се тие пеперутки ствари кои што се спремаат за борба и се во некоја дисбаланс? Интуицијата. Знаете како насикаде го слушаме зборот интуиција, најчесто мислам дека и да се изгугли интуиција ќе даде некоја дефиниција која што кажува дека некој не е објаснливо доживување, но тоа е многу лесно објаснливо. Интуицијата поточно што е? Интуицијата не е искуство и знаење. Што се случува? Значи, тоа е мисловен процес кој што не е на свесно ниво. Ние имаме сам психологијата да кажува дека многу процеси во нас не се случуваат на свесно ниво. Па така интуицијата, тоа е еден процес кој што се базира на моето искуство. Фактички јас препознавам во однесувањата надвор дека нештото го е токсично или не одговара, обично или знаме речеме, имам интуиција дека ме лаже. Имам интуиција дека можеби нешто прави или нешто ми се прави за грб или нешто дека не ми мириса убаво. Не можеме убаво да опипаме што е, затоа што не е свесен процес кој што се случува, меѓутоа на база на доживување, моето тело и моето искуство го препознава. Ова знам дека моментално не е здраво за мене и ние обично има луѓе што веруваат интуицијата, меѓутоа многу повеќе од нас во токсичните релации ако влеземе, се лажеме за истите. Иако имам интуицијата, ги барам спротивните докази. Ние бараме од партнерот не да си докажеме дека тука нешто се случува, туку бараме да го изнегираме нашето чувство. Ние бараме партнерот да ни докаже дека не е таков каков што ние моментално сме увиделе. Не е така лесно да се излезе таа токсична релација, затоа што многу компоненти тука имаат улога.
Една компонента е траума бондинг, кој што се случува. А како се случува истиот? Тоа е искуство на каква релација сум имала со моите. Ако сум имала родители кои што емоциите не ми ги дозволувале, они самите били емоционално незрели и се плашеле од моите емоции, патем при тоа ги обушчувале и ги забранувале. Имаме родители кои што фрустрациите ги стурале врз мене, значи не знаеле да се носат со својата лутина, па ја стурат врз детето. Имаме релација каде што детето го криват за многу работи, имаме родители кои што одговорноста не може да преземат сами, па детето ни е криво за многу работи. И сега кога ќе влеземе во партнерска, избереме партнер кој што наликува на нашите родители, на тоа што нас не е модел и познато, е многу тешко да излеземе. Затоа што ова е веќе познато. Јас ова го знам. Другата компонента која ќе го уведам моментот дека ова е токсично за мене, некој пат не сакаме да си признаеме затоа што тоа значи феилиер за мене. Знаете како се кривам самата што не сум го видела порано или како сум дозволила влезам во манипулативна релација. Па сега се лажам себе си, влагам во некој denial, кај што чека можеби не е така. Ова не се премногу свесни процеси, меѓутоа се процеси низ кои што поминуваме. Затоа што нели ако признам дека ова е токсично за мене, може да го доживуваме како личен неуспех. Затоа што да признам дека некој ме изманипулирал, може би го доживуваме како не сум доволно јак, што не е таа реалност. Вообичаено не манипулираат затоа што ние сме високо емпатични луѓе. Па кога ќе ми речеш ти на мене, гледам многу ми е тешко, не се чувствувам добро, емпатот бара да подржи, да разбере. Океј, во ред, си направил грешка, да разберам дека не се чувствуваш убаво, дека луѓето се менуваат, ќе те подржам, тука сум за тебе. А од другата страна имаме манипулатор кој што користи оваа емпатија која што се раѓа во нас. Така да не е лесно да излеземе, меѓутоа што е важно. Кога го имаме чувството, тоа интуитивно чувство, кога гледаме да не барам докази, да верувам. Да верувам дека ова сега што се случува е мојот партнер. И во ред да направам грешен избор во партнер. Знаејќи, имајќи ги овие информации, никој пат не би влегла свесно, меѓутоа не ги имаме ни овие од старт. Од старт е преубаво. И затоа се држиме, затоа што влагаме во тој магичен круг на токсичноста. Таа не трае цело време. Токсичноста или на некој начин таа манипулација, туку имаме фаза каде што се билда тензијата, понатаму имаме како инцидент или случка каде што ќе има расправија, дали ќе има физичко, може да приде физичко насилство, може да биде само емотивно насилство, кој што абјуз кој што се случува, и понатаму после кога ќе заврши овој инцидент или оваа случка во релацијата, имаме извинување. Меѓутоа, тука сме да бидеме внимателни на кој дали е обична кавга сме имале или бил оваков инцидент, затоа што обичната кавга, извинувањето, дали доаѓа со навистина ми е жал, увидов кај што погрешив и нема се повтори, или доаѓа со извинување, извини што избунав, меѓутоа ти ме натера. Со обвинување на личноста. Значи тука ќе се извиниме, меѓутоа ти си крив, ти ме натера, не сакав јас тоа го направам, ти ги вадиш овие бои од мене. И понатаму влагаме уханим назад фазата каде што пак многу се сакаме, има многу напливни емоции, љубов, па памтат многу се памтат мали детали, затоа што за да манипулираме некого, мораме многу убаво да памтиме. Па памтат мали детали. Пред 2 месеци си ми кажал дека го сакаш мирисот на јасмин. У некој обичен кежуал муабет, ќе купам јасмин, ќе купам парфем со јасмин. Затоа што ева памтам, види колку те сакам, колку ми значиш. И после тоа пак одиме во абјуз, во абјусот, во манипулацијата, па назад во извинување, па назад во лавбов. И личноста која што е влезена во овој магичен круг, веќе почнуваме се запрашуваме, ама чекај, може би е во право. Дали може би јас претерувам премногу пари? Може би јас не ги исполнувам работите кои што треба. И веќе се запрашуваме, реалноста не е извртува. Затоа што има многу голем круг на манипулација, кој што не завршува и не завршува. И кога ќе почнеме да се запрашуваме со првиот момент, чекај малце да не манипулира нешто, да не ме лаже,
веќе да се едуцираме, да прочитаме што се нездрави релации, како изгледаат истите и доколку препознаваме неколку знамеца од нив, да видиме дали со партнерот истата можам да ја поправам, меѓутоа, како што кажав, тоа бара работа на индивидуално ниво, прво да работам на себе, партнерот да работи на себе, а понатаму да работиме на релацијата. Доколку истата нема, значи можеме ние да се договориме, муабетот да изгледа преубав, затоа што ние ако се заканиме, ќе тоа оставам ако не направиш, ако не го промениш ово и ова, партнерот ќе го промени тоа и тоа. Ќе го промени на колку месец дена? 2, 3 максимум. Не може да трае подолго време. И да трае подолго време, ќе се вратим назад на старите облици. Да, зашто условена промена не е здрава и свесна промена. Не е од развој промена случајно, туку однесување кој што гучам сега ќе го манифестирам некое време додека не се стиши. И го кажа дека првично треба работа на себе, после тоа нели на другата страна, за да може тоа заедничкото да на крај да биде по добро. А што ако се чека кој прв да почне? Почне ти пак ќе мотивираш ја да бидам подобар или обратно. Ти направи нешто за јас да направам. Тука што правиме? Одговорноста префрлува на другиот. Почни ти, па после јас. Дали ќе имаме напредок на тој начин? И тука да бидеме свесни дали навистина има искрена желба за промена или идемо некоја игра на ајде да видиме кој може подобро. И влагаме во некој вид на преварување со партнерот. Дали сакаме промената да изгајаме некоја врска која што ќе биде корисна или да си докажеме еден на друг кој повеќе може. Го спомнам магичниот круг на ваквите релации, од аспект на тешко да се напуштат, се дават премногу шанси, некогаш не знаат како да пресечат, особено како двете личности не се спремни за да стават крај на таквата релација. Како функционира цело овој магичен круг и кога и како би можеле да го прекинеме? Океј. Магичниот круг, како што го објаснив, функционира на тоа што од кога ќе заврши залюбеност фазата, тоа многу брзо настапува. Затоа што за овој магичен круг на токсичност има потреба од едната личност да го ткае тој круг, усари да го креира. Потоа што тоа се нарцисите кои што влагаме во релации, денеска доста се чести. Ако имаме релација каде што имаме нарцис и влагаме во таа токсичност, тоа Мало дигресија. Дали може да го карактеризираме нарцисот чисто за слушателите и публиката, ако не знам точно што значи, кои се тие типични карактеристики што може да ги воочиме кај една личност, да кажеме дека може да ставаме збор за нарцисивна личност. Океј. Пака кога збориме за нарцисивна личност, збориме за личност која што има многу лажна самодоверба, но што е интересно за нарцисите? Они имаат самодоверба. Ја манифестираат на јас сум најдобар, јас можам све и најмногу, меѓутоа доле им лежи несигурност. Затоа имам потреба толку многу јас тоа да го назначам, да биде видено. Понатаму не преземаат одговорност. Значи, никој пат не се криви. Затоа што нарцисот е совршен. Не може да биде крив, да постапува криво или да се извини. Така да никој пат не се они виновни за ништо, секој пат одговорноста, фактички блейминг прават на другата личност, на луѓето околу нив. Дали тоа се пријатели, дали се тоа, ако се тие нарцисите родители, блейминг прават на децата, дали се партнерите. Понатаму, нарцисот е високо манипулативен. Они ги користат овие манипулации за да можам да задржам некого, затоа што они ја манипулираме средината да можам себе си издигнам и да ја сокривам таа длабока несамодоверба што ја носиме во себе. Нарцисот можеме да го воучиме со тоа што он ќе биде тој што ќе ја изусти таа реченица ти никогаш не ме најдеш подобар од мене. Нарцисот ќе биде тој што ќе изусти реченицата на ти си крива, ти си крив, затоа што јас се налутив и бев љут. Ти си крив затоа што јас ја скршив чашава кога се расправавме, види доколку многу ме нервираш. Тоа ќе го слушнам од нарцис како исказ. Понатаму нарцисот ќе биде тој кој што ќе ги прави овие мали работи што ги спомнав приеска. Ќе запамтам ситници тебе што се важни и утре ќе ги манифестирам. Дори можам да ги манифестирам како се дел од мене.
јас сакам многу јасмини, мирисот јасмин, леле и јас. И они те изучуваат, имаме, знаете како од почетокот многу сличности, си кажеш, леле па како се знаеме цел живот. Истите работи ги сакам. Меѓутоа нарцисот учи. Те учам тебе, како личност која си, за да се прикажам и јас во светлот кој што ти би ме сакал мене. Па така да, ако влизаме во релација со нарцисот, после таа love bombing фазата што ќе направи нарцисот на заљубување, ние сме многу слични, многу исти, све сакаме исто, све е пригод, ти си совршен, сите твои интереси, најголи интереси имаш ти на цел свет. Многу интересни личности, све што правиш ти е волшебно, е најинтересно, пресмешно е, и понатаму, после love bombing фазата или таа заљубеност, која што се појавува на почетокот, влагаме во токсичноста, оди во манипулацијата, оди во нарушување на самодовербата, на ти си секогаш крив, почнува со мали критики, не се облакај така, дали овој фустан ќе го носиш сега пред моите пријатели, зашто ова си го облепа, сакаш се да те гледаат тебе, прибери се, пробува да си го угуши партнерот, за да не го земат, пошто нарцисот нема самодоверба и стравува. Ако ме видат кој сум реално, ќе ме остават, и ако запознаваме други луѓе, другите луѓе ќе информираат и ќе одвојат личноста од нашата врска. И најчесто нарцисот има некаков бенефит од оваа релација. Не секој пат е некоја корист. Дали тоа ќе биде ако е привремено финансиски, тоа може да биде и само привремено да не сакам да сум сам. Имаме чувство каде што луѓето не сакаат да бидат сами. Сакам врска, па сега ќе влезам додека имам корист од тебе. Ќе те земам зашто сега овој период не сакам да сум сам. Или додека студирам, немам време сега за да бркам врска или не знам што да правам, па ќе држам врскава за ти да бидеш подршка да учиме заедно. Значи, секој пат е тука додека има некаков бенефит за себе. Кога ќе се задоволи потребата, нарцисот многу лесно остава. Меѓутоа, да се остави нарцис е многу тешко. Они не дозволуваат да бидат оставени. Ако сме ќе оставањето, како би можеле да ставиме крај на некоја не толку здрава врска, односно токсична врска? Што мислам дека е најтешкиот чекор во целиот овој круг што го зборевме. Да. Чекор што те вади надвор од кругот. Најтешкиот чекор е зашто е толку тешко. Токсичните врски е вака, дали ќе бидат осмнаци, дали ќе скриваме ние самите некоја токсична релација, што прават? Тие се како зависно како дрога на некој начин. Поточно и реално ни го потикнуваат лечењето на допамин, затоа што не е цело време стабилно и убаво, не е цело време безбедно, па така, додека сме заедно е превозбудливо, затоа што тука е моментот на не знам следниот пат кој ќе се видиме како ќе биде. И кога е преубавото, нас се салачат сите позитивни хормони, како допамин, серотонин, и ние сме пресрекни. И после тоа имаме withdrawal, поточно повлекување. Нема ќе стане абјусив или ќе се изгуби партнерот, нема го има. И ние само чекаме кој ќе се појави наредно, ние да го добиеме тој хит на љубов, на сакање, на возбуда, затоа што не е константно. Не е константно да мене партнерот ме сака, е тука и се грижи, тука ме сака, се грижи, па се повлекува, го нема. Па ме сака, па се повлекува. Па ме сака, па се повлекува. И нас не држи еден константна состојба на да јас имам потреба од повеќе да го земам тоа, затоа што не е присутно цело време. И кога е одсутно се прашувам кога ќе го имам наредно. Затоа што тоа не е константно однесување на секој 2 дена. Туку прво почнува 2 дена, 3 дена, недела, па вака ќе го нема, па сега тука бев, па сега не си ми важно, па ќе се повлечам и ние не знаеме кој ќе биде наредниот пат кој ќе го видиме партнерот. И кога ќе добиеме таа љубов што ја нудам. И затоа е тешко да ја напуштиме, затоа што се ствара некој момент на зависност од истата. Како можеме тоа да го направиме? Прво што би препорачала да ги послушаме пријателите. Значи, доколку имаме стабилни врска и градиме со пријателите, имаме врска која што базирана на почит и грижа со едни со други, да ги послушаме дека они се тие кои што гледаат од страна. А вообичаено знаете што се случува, ние ги напаѓаме пријателите кои ќе го нападнат токсичниот партнер.
го штитиме. Да. Меѓутоа да имаме на ум дека во релациите, пријателските, искрени релации се тие луѓе нас не посакуваат само најдобро. Тие луѓе не би ни нападнале наш партнер, доколку тој не е штетен за нас. Пробуваат да ни укажат. И они секој пат ќе ускочат и ќе кажат: Никита, слушај, мене ово ми изгледа дека те манипулирам. Он те лаже тебе со овие постапки, ние сме први да рипнем, ама не, чекај да ти објаснам. Вака си. И тука не ми докази се што јас сум собирала претходно за да се поддржам теоријата. Да ги послушаме партнерите, барам нека остане некаде позадина, нека игра реченица. Да се поддржам себе си со тоа што ми е достапно, затоа што денеска живееме во еден свет кај што литературата не е многу достапна. Така да на интернетот ми се многу достапни овие знаменца кои што ги избориме денеска да прочитам. Ако се препознам во 2-3 примери, тогаш можеби треба да размислам дека треба се направи чекор назад и да се отргнам. Затоа што значи тоа? Да оставам оваа релација е грижа за себе. Затоа што нешто што е многу токсично за мене, каде што мојот организам не е мирен, јас сум анксиозна, континуирана во оваа врска. Се плашам што прави, кога ќе се јави, дали ќе се јави, ми ги пали сите сигнали на, тоест аларми на небезбедност. Затоа што анксиозност и тоа трепирање во нас, фактички што е? Тоа не е нас стрес респонс. Одговорот на стресор, фактички одговорот кога имаме небезбедна ситуација, кога врската мене ми креира да јас чувствувам континуирано небезбедно во моето тело, да јас плачам дома, да имам панични напади, да се чувствувам анксиозно, тогаш веќе е време да напуштиме. Дали за оваа врска треба да работиме, кога ова се емоциите кои што ме доминираат. Тогаш таа врска е врска која што треба да се стави крај и да се збогува. Ние низ животот имаме многу релации кои што ќе ставиме крај за различни причини. Една од крајевите кои што можеме да ги ставиме е крајот за себе. Да се згрижам себе си за мојата добра состојба. Да побараме, ако не можеме самите да го направиме тоа, да побараме психолошка поддршка од стручни лица. Затоа што тие се тие лица каде што во моментот кога све е небезбедно, тука со психолог, со психотерапевт можеме да искреираме една безбедна средина и да се искреираме само поддршка. Затоа што во партнерската релација нема поддршката, да се ја дадеме сами на себе, да се подпреме на пријателите или на семејството. Ето да ми сега со црвените знаменца и изјавите што ги спомнавме, после да се навратиме малце на оваа токсичност како може да се манифестира во пријателски и во семејни врски. Извадив неколку изјави кои што да видиме дали се red flag или green flag. Повели и да направите знаменца. Ќе ти прочитам изјава да кажеш дали сметаш дека е црвено или зелено знаменце и како да ја трансформираме во нели спротивното. Првата изјава е нема заслужуваш. Нема заслужуваш. Да. Црвено? Црвено знаменце. А што ако биде не те заслужува? Пак е црвено знаменце? Пак. Супер. Има некако да направиме во зелено можност или Вака. како здраво дека можеби? Која е пораката на нема заслужуваш или не те заслужува? Што кажувам? Ако јас му кажам на партнерот, ти мене нема заслужуваш, јас сум подобра од тебе. И тука е таа порака што зборам на намалување на самодоволба. Едно кај што јас сум подобра од тебе, друго е тоа, значи ти не заслужуваш добро. Ти заслужуваш нешто што е полошо. И тука имаме токсичен партнер. Каде што има многу пораки кои што тука се испраќаат, каде што влагаме дека има лоши луѓе, дека има луѓе кои што се полоши од мене, јас сум повисоко, зашто тука ова е црвено знаменце за сите пари. Јасно. Како би ја трансформирале, да речеме, ако сакаме да му кажеме на партнерот дека треба да покаже повеќе грижа према нас, ако таа порака сакам да ја пратам, тогаш можам да кажам начинот на кој што се грижиш, мене не ми одговара. Јас се чувствувам дека имам потреба од повеќе поддршка да ми дадеш или повеќе љубов. На овој начин би се чувствувала згрижена од тебе, да се чувствувам дека е безбедно. Ако ти нема заслужуваш, е пораката на начинот на кој што ти се однесуваш, не соодветствува на тоа што јас барам од партнер. Тука можеме да говориме за однесување, значи не збориме за личности, затоа што знаете како личноста
како личност ние не можеме да ја промениме. Ние однесувањето можеме да го промениме. Па така земено не критикуваме карактеристики на човекот, критикуваме однесување. Затоа што тоа е нешто што можеме да го модификуваме. Можеме да го пременуваме и да работиме на исто. Следната изјава е навистина ми значи што се вложиш во се тоа. Ова е зелена знамица. Добро. Како можел да биде црвен? Токсично како да го направиме, ајде да не одиме на тоа. Да не одиме на тоа. Да Добро. ги правиме црвените во зелени. Најде си друг или друга, јас не сум добар или добра за тебе. Тоа е црва. Црвена. Црвена. Да. Само сакам да знам каде си? Океј, одека треба контекст, да. Нешто измеѓу. Да, меѓутоа во ред да провериме партнерот каде, од аспект на можеби не сме се слушнале целта, па се знам каде си, не мора да биде ако не сме се чули, меѓутоа како си. Само сакам да знам каде си, може да биде од аспект ако имаме планови, па чекам. Вообичаено јас не би преферирала да прашувам партнер каде е во текот на денот, доколку немам потреба да направам план со тебе, па да се организацијски да ми значи одговорот, не прашувам каде. Можеби кога ќе се видиме како го помина денот, што се случуваше, со кого беше, од аспект да имам интерес на тоа ти како си, како бил твојот ден. Меѓутоа да ме интересира детали на дали седеше на клупа до 5 или 5:10, веќе малце тука влагаме во зоната на црвена знамица, што и не мора да значи дека е толку страшно. Сигурно имаш друг или друга? Добро, црвена знамица. Црвена знамица. Да, мислам дека нема потреба не Ова не да може се да се трансформира. трансформира, Да, тука е клучна недовербата која што имаме, што фактички нели е значена за секоја релација. Можеме, знаеш како можеме ова да го трансформираме ако збориме од аспект на доверба, да не биде аспектот сигурно имаш некој или некоја, меѓутоа ако не те верувам, да кажам, не те верувам, заради ова и ова ми стана сомнително, па сакам да го проверам со тебе, да ни разреснат сликата или недовербата, не ја чуваме само за нас. Проверувам дали е моја клучна, или можеби стварно мојот партнер манифестира некој однесување, кое што е за недовер. Јасно. Следната изјава е само јас се трудам за врската. Црвена знамица. Дали би ја трансформирали некако? Зависи на контекстот од дека само јас се трудам за врската. Дали станува збор дека имаме партнер кој што искачам своите однесувања за да придонесе нешто кон другиот партнер, или пак тука имаме улога на жртва. Се јас правам, ти ништо не преш и обвинуваме некого. Само јас се трудам за врската, можеме да го трансформираме во зелено, доколку ако навистина јас правам многу отстапки од тоа кој сум јас или кои се моите вообичаени однесувања за да придонесам за релацијава, за да те придонесам за тебе, тука би трансформирала на од аспект да биде дека направив многу работи кои што не се вообичаени за мене, со цел ти да се чувствуваш побезбедно или ти да се чувствуваш порадосно, дали може сега малце да ги промениме улогите, да, не цело време јас ги правам, се менувам себе си. Затоа што, знаеш, сега ќе пофатам еден дел сега кога да отнува, вообичаено го имам она чувство, се случува, може да се случи кај многу луѓе, да се изгубив сега во врската, која ќе кажат. Ова е тоа губење. И тоа реално, дали реално можам да се изгубам во врската? Не можам за целосно да се изгубам. Можам во одреден период да заборавам. Меѓутоа не се губиме, затоа што после некој време го викам, се губам и ја оставам таа релација или ја менувам. Така да, кога ќе воочам дека премногу сум сменила однесување само за да се допаднам на партнерот, тука веќе имаме ред флег. Јасно. Ти благодарам што се секојаш тука за мене. Зелена. Мислам дека треба да се даде уште една шанса. Добро. Да не бидеме премногу строги на сега на оваа средбина подкастов, може тоа да биде и зелено и црвено знамица. Црвено знамица би било во ситуација кога партнерот јасно искажал дека сака крај, дека нема повеќе да дава шанси или не сака да се труди да врскава, едноставно за мене е подобро ставиме крај и на убав начин го искомуницирал. Каде што имаме крај, каде што не викаме ти си крив, не го направи ова, ваков си, промени се, тогаш оставаме отворена врата, ако се смениш ќе те земам назад и тука имаме простор за шанси. Меѓутоа кога ставаме крај и каде што кажам не сакам повеќе сум во оваа релација, јас сакам да е крај,
назад кога имаме партнер кој што ги нарушува тие граници кои што сме ги поставиле и црвено знамеце. Зелено знамеце би било кога ставаме крај затоа што нешто не функционира, не можеме да во некој конфликт да се разбереме, меѓутоа викаме дај да си дадеме некој време, да оладиме, па ќе се вратиме назад. Од другата страна имаме, окей, може уште една шанса. Или ако во таа релација, кој што кажам, ако партнерот е завршил врската, не речем, ти многу искачаш, многу се журкаш, не сакам јас таква врска, ќе ставиме крај. Тука е целата одговорност за врската и крајот ја префрлиме на другата личност и таа може да се рече, окей, ќе го променам ова однесување, дај ми уште една шанса. И колку не ми се свиѓа овој тип на раскинување се многу чести, каде што кривниот партнер затоа прекинуваме. Тука, окей, не е толку токсично да таа личност каде што се чувствува нападнато, ја раскинуваме врската затоа што јас нешто сум правила кој што тебе не се допаѓа, ако решам тоа да го променам и побарам шанса, не е токсично. Дали ќе успее, тоа ќе видиме понатаму колку ќе биде тој модел одржан. А што ако едната страна е спремна да стави крај, другата не? Еве, сваќаме, едната е посвесна за себе и за чувството и за нас, и вели дека не кликнуваме повеќе, супер тоа што сме го имали било убаво. Сега веќе не сме на таа релација. Оладивме, се сменя приоритетите, се сменя чувството и слично. Јас мислам дека повеќе ова за нас е штетно и не е добро. А што ако другата страна не сака тоа да го прифати? Тука збориме во контекст и бара шанси или што би се случи во таква релација? Што би се случи? Да. Ако не е брак, Да. ако не е брак се раскинува, затоа што од едната страна кога имаме партнер кој што не е заинтересиран, не сака биде повеќе во врската, како да го задржи? Тоа, од другата страна ќе имаме многу голема болка, невозвратена љубов е една од љубовите што е многу тешко да се пребори. Затоа и цела уметност се базира на невозвратена љубов и болката која што следува. Меѓутоа со добар систем на поддршка и пријатели ќе се издигнеме пак. И секако ни треба време да го обжалиме тој период. Било која врска, и токсичната врска бара период да го обжалиме. Затоа што тој партнер колку да е бил токсичен, имало моменти кога нас не било најубаво. Да. Дефинитивно. Океј, уште накратко, ги спомнавме пријателите и семејството како систем на поддршка. Фактот дека релациите се испреплетени и пријателските и семејните и партнерските се во тој еден круг на луѓе кои што во кој што екзистираме. Спомнавме прилика за токсичната релација меѓу родители, како може таа да настане слично. Нешто накратко околу токсична пријателска релација, зашто кај нас некако мислам дека ги занемаруваме токсичните пријателски релации. Како да препознаеме и што би направиле? Токсична пријателска релација како би изгледала? Од една страна се дружат за нас со некоја корист, затоа што имаат некој бенефит од нас. Тој бенефит може да биде од најмал до најголем. Ако сме мали деца, да имаме интересни играчки, па се дружат за нас затоа што му се допаѓаат играчките, а не јас како личност. Од друга страна има многу голема љубомора во овие релации. Поготово во истополови релации пријателски, туку имаме толку голема љубомора каде што партнерите си ги одзимаме. Да докажам јас дека сум подобар од тебе, па ќе ти ја земам девојката, ќе пробам нешто со твојата девојка или со твојот дечко и така натаму. Значи не сме во да те поддржам, да бидам среќен и твојата девојка за мене да биде пријател и да не можам да развијам јас романтични чувства, меѓутоа баш напротив. Мене таа девојка можеби немала да ми се засвија, меѓутоа сега затоа што е твоја да си докажам дека можам. Така да се во константен надпревар со нас тие пријатели, пробуваат. Дали тоа ќе биде академски, дали ќе биде на љубовно поле, дали ќе биде на спортско поле, дали ќе биде на било тие во континуиран надпревар со нас. Меѓутоа, они се надпреваруваат со моето функционирање, затоа што двете личности не влагаат во надпревар. Обично, ако влезам во таква токсична пријателска релација, едниот се надпреварува со мене, меѓутоа мојата лична потреба не е да се надпреварувам, мојата потреба да имам пријател, да имам поддршка. Понатаму не ги интересира нашиот живот. Кога ќе се видиме, ќе седнеме на кафе, само за себе зборат. Тука имаме исто од корист, имаш потреба да те сослушам, да те поддржам, меѓутоа не си спремен да го дадеш истото. Затоа што не е да ми се јави да ме повери како сум, што правам, меѓутоа се јавува секој пат кога има некој проблем. Ајде да се видиме, не ова и ова ми се случи. И ќе седнеме, ќе бидам тука во функција на тебе да те поддржам, меѓутоа ако јас почнам да зборам,
не имаат ни капацитет да се слушаат прекинува и се продолжува со своето. Или се надоврзува со своја приказна. Да, се надоврзува со своја приказна. Океј, мислам дека се клучни, нели, да ги препознаеме знаците и да се спремеме да дадеме крај да ставиме на некоја релација. Како после тоа да работиме на себе, да го прифатиме тоа, да го преболиме или да кажеме океј, беше, дел од мене ќе биде, но како да го трансформирам во здрава лекција за понатаму. Прво што би рекла е да се простам на себе си, затоа што имам многу голема лутина тука поврзана. Кога ќе заврши една токсична релација, имам многу измешани чувства во истата, затоа што првично измешани биле чувствата додека сум постоела во релацијата и сега веќе од кога ќе напуштам релацијата, за прво дефинитивно ги има тие моменти на withdrawal, на повлекување, каде што сакам да се јавам, сакам да го чујам, да се чуеме, да се пишеме, или ако пише, сакам да вратам, да успееме да се воздржиме да не враќаме. Значи, на овие врски мора да се оди со она коткат. Значи, ставам крај, нема назад, нема што прави, како е на почетокот, барем да биде коткат, да се затвори, да нема контакт, за да може организмот малку да се стабилизира. Понатаму да си простам на себе си, затоа што имам многу голямо чувство на лутина која што првично е према личноста која што ме манипулирала толку долг период, која што сум била во овој круг токсичен со неа, меѓутоа затоа што не ми е тука присутна и таа личност никогаш нема ни да дозволи ни во врската друштво било да се изрази лутина, затоа што нели кој што напомена секогаш вината е префрлата на другиот. Имам многу голямо чувство на вина. Лутината која што не можам да изразам и не сум ја изразила, ја трансферирам натре према себе, па се лутам на самата себе си. Како можам да бидам во ваква врска? Како можам толку многу да му простувам? Меѓутоа тоа е лутина која што прично треба да излезе напор. Прво се налутам како ти го правиш ова. Како мојата добрина, мојата љубов ти ја замени со манипулација и ја користеше. Понатаму, за да може да биде лекција и да заздравам од истото, да разберам дека било од сум седела во таа релација од момент на љубов и не можење поинаку. Значи ние сме сакале тој партнер. Колку и да било токсично, колку и да било лошо, дар момент ние тука сме биле со добро срце. И добар систем на поддршка, обавезно пријателите да бидат околу нас, родителите, за со здравите релации да се потсетуваме, уствари што е важно. Затоа што знаете како го забораваме моментот на како е некој да се грижи за нас и да му значиме. И кога ќе се потсетам, тука веќе за наредната релација знам што да барам. Дека веќе тоа што сум го добила, тие breadcrumbs што ги викаат трошки леп што ги давале, не се доволни. Супер, фала ти многу за разговорот, фала и на гледачите. Нашата поента на целиот мовет беше препознајте во каква релација сте, направете евалуација, би кажал, или мапирање дали може би има некои црвени стамици во вашата релација, одлучите што и како понатаму и донесете здрава одлука за вас. Благодарам што бевте дел од новата епизода на Генерација Мама, се гледаме во наредна прилика.